Да, се враќаме во студиото. Денешната емисија ќе ја завршиме со корисни совети на тема како да создадеме здрави навики кај децата. Овие совети ќе ги добиеме од нашиот денешен гостин Матеј Марковски. Матеј, добро утро. Кој што, инаку само да подсетам, е лиценциран фитнес инструктор. Да. И освен тоа и нутриционист, што значи ова тема, овие здрави навики ќе ги опфатиме од двете страни. Да. Впрочем, за да се создадат здравите навики, неопходно е едното и другото. Така, едно без друго, физичка активност без правилна исхрана, претпоставувам дека не оди, нели? Да, прво сакам да се заблагодарам на почитуваните гледачи што ја гледаат утринската епизода и на тебе Искра, мојата драга пријателка Искра, која ме покани и ми ја даде оваа прилика да опфатиме еден многу битен сегмент за здравите навики кај децата во ова денешно време. Би сакал да го опфатиме тоа и да го покриеме тој сегмент. Ајде пред да видиме како да ги создадеме на вистина здравите навики, да слушнам во однос на твоето искуство од твоите клиенти, дечиња, деца, какви се здравите навики на овие нови генерации? Односно, дали се здрави, какви се навиките, така? Здравите навики би биле кога би направиле едно здраво општество, почнувајќи од младите, да не бидеме обезни, да имаме убава координација, затоа што на деца за убав раст и развој и убаво психофизичко развивање потребно е да им развиваме координација, карактер да им направиме, дисциплина да стекнат, социјализација да има, да се повеќе време во природа, а не да им дадеме тегови да ги билдаме. Многу луѓе мислат дека го правиме тоа тука, каде што ние баш спротивното го правиме. Значи работиме на сите тие работи кои ги наведов и воедно да направиме едно здраво и убаво општество од здрави млади кои би ја носеле нели нашата држава нанапред. Ајде пред да видиме како треба, мене ми секогаш многу покорисно прво да видиме како не треба. Односно, каде, ќе поделиме, значи, едното на исхраната, да започнеме со физичката активност кај младите, каде би лоцирал најголемите грешки што се вршат? Најголемите грешки се екраните, премногу седење на телефони, скролање на TikTok, на Instagram и тие делови, каде што цело време фокусот ни е на едно место, ствари ние на милион места, затоа што цело време скроламе и тука мозокот губи перцепција на фокус и на време. Прво фокусот е многу изгубен. Значи дигитализацијата си го прави своето. Си го прави своето. Од друга страна, после тоа како како второ што следува од тоа е многу сме згрбавени и искривени. Што ќе донесе до неправилно нели исправено држење на грбните мускули и ќе бидеме цело време искривени. Освен тоа, толку многу сме изгубени во телефоните, тоест би биле изгубени во телефоните, ќе научиме да имаме интеракција со други луѓе и воедно и дружбата на децата ќе се изгуби. Тие се едни од многу битните работи. После тоа доаѓа и обезноста и деформитети, неправилен раст и развој. Сите тие се многу битни работи за нивното понатамошно растење и развивање. Ајде малку околу, да речеме, кога станува збор за здравите навики во однос на исхраната, тоа е нешто што децата го наследуваат од родителите од нивните предци. Си имаме ние како народ некој обичај, да речеме, ако детето направи нешто добро, ајде да го наградиме со некој чоколадце или сладолече. Конкретно за исхраната, какви ни се навиките? И што е она што треба да се искорени под број 1? Класика кај нас, бурек со месо, лепче со кремче, паштета со јогурт, тие се, нели, класика јадење. Благите ни се веќе не треба да ги спомнуваме, тоа ни се во денешна рутина. И многу голема отстапка на здрава исхрана. Океј е ако јадеме здрава исхрана и да се внесе некојаш бурек или чоколада, но проблемот е што до ручекот е бурек, ручекот е баничка, во школа се пијат газирани сокови и пред спиење се јаде лепче со кремче. Тоа е целиот проблем, каде што нема здрав баланс. Се е на нездрава храна, се е на шекери, после тоа доаѓа инфламација на лигаменти, на зглобови од премногу шекери, болка во грбот, болка во коленици и сето тоа е дел од нездравата исхрана. Значи, недоволен баланс.
Сега да видиме како треба, за да видиме сите како треба, и родителите и децата, неодамна создаде една нова програма, Да. така? Ајде да видиме каква е таа програма и што опфаќа таа. Направивме многу интересна септемвриска програма и За почетокот на училишната за година, почетокот така? на училишната година, каде што го фативме најбитниот сегмент е тоа, а тоа е за почетокот на школската година да почнат децата и со физичка активност. Направив една многу интересна и убава програма каде што опфаќаме работа во природа и има искачување на водно, исхрани здрави, работиме координација, трчање, вежбање, поправање на деформитети, правилен раст и развој и психофизичко развивање конкретно за тие работи и во едно многу интересно искуство и социализација за децата. И сакам да се заблагодарам за огромниот интерес кој го имаше од страна на родителите. Разбрав дека додека ние сте говориме за гостувањето, веќе бројот бил пополнет, така? Бројот беше пополнет, значи целата кампања требаше да трае цел септември, но во првите 7 дена се пополни целата кампања, што уствари тука нас ни укажува колкава е потребата. И многу ми е жал што морав да ги одбијам голем број од родителите, затоа што местата за тренинзите се пополнија рапидно и многу брзо, но тоа ми даде идеја да се проширам и здравје во брза иднина да отвориме сала каде што ќе можеме да направиме групни тренинзи и сите заедно да се вклучиме во тие активности и да продолжиме да напредуваме за младата генерација. Ти посакам успех, благодарам. не само заради тебе, туку и за многуте деца, со оглед на тоа што мате сигурно ги следиш и статистиките дека веќе важиме за дебела нација. Да. Ме интересира од овие што се пријавени кај тебе, сигурно си во текст со секако со нивната состојба и кои се главните причини поради кои што родителите ги донесоа овие деца кај тебе? Затоа што видоа дека потребата на децата е присутна. Пред се развитокот им е многу погоден и дури активностите во школа, по часови по физичко не им е како што некогаш бил на тој стандард. И самото тоа не присуство, туку од дефицит на тренинзи во сите тие работи, децава се станати многу мрзливи, многу обезни, многу летаргични и не се социализираат и со други деца. И тука видов уствари колкава е потребата на тренингот и од остатокот на тренингот кај децата. За да го видиме тоа по-пластично, еластично, да видиме дека сепак се може. Да. Ќе кажеш како се може, претпоставам и многу упорност е потребна. Имаме слики, трансформација од едно дете, ако може да видиме, еве, станува збор за дете на 11 годишна возраст. Ова е првата слика. Првата слика. Тука на 11 години кога почнавме. Колку килограм имал, кажи ми? 100, околу 100, 105 можеби максимум. На 11 години на 1,60 м висина, што е реално многу, ама тоа е знак на до македонски такмичар, сега европско такмичење, спуштивме преку 35-40 кила, сега е веќе репрезентативец на Македонија како кикбоксер, здрави навики на исхрана, регуларно тренирање и можете по сликата да видите какви резултати сме постигнале кај него. Трансформација буквално изгледа како две различни не е се човек. Како да не. Ова е тотална промена на живот каде што ние постигнавме стварно страшни резултати и го покажува карактерот. Ова е Серги. Да видиме, сакам да го пофалам Серги на телевизија. Ова е Серги. Браво, Серги. Ова ми беше првото и најдраго детенце што сум го вежбал и уште вежбаме заедно, 3-4 години вежбаме заедно, многу ми е драго што работам со него и он е показател дека ако се сака дека се може со страшна дисциплина и со стручна помош секако, така. Нормално. Сакам да те запрашам, за убаво да подобјасниме. Првата слика каде што има преку 100 килограми е на 11 годишна возраст, вторава е на 13, што значи за само 2 години ослабел повеќе од 30 килограми, така, околу 30 Уште во првите 5-6 месеци ние го постигнавме тоа губење на килажата. Како? Ајде, како? Да, прво почнаме со пешачење. Немаше простор за ние да почнеме со јаки тренинзи, склекови не важеа за нас, трчање не важеше. Поради премногу килограми и може само да оштетите нешто, претпоставувам. Нормално. Прво со пешачење, после со трчање, па функционални тренинзи, па додавање на склекови, на
вртање со гума, скокање на јаже, работа со ластици. Колку често работевте? Дали секојдневно мораше? 5 до 6 пати неделно. 5 до 6 пати неделно. Исхраната не беше присутна на почетокот. Значи нездравите само навики. од физички и со физички активности започнавте. Значи уште преовладуваат тие нездрави навики. Се напием водичка. Слободно, слободно. Да. Добро, значи започнавте и оставивте диетата, условно кажано, На почетокот не беше не се присутна. занимававте со тој проблем, прво со физичката активност. На почетокот не беше присутна диетата, откако почнавме со вежбање, навиките си дојдоа сами по себе, он почне со здрава исхрана, почне и повеќе да внимава. Да му пречи веќе. Нормално и родителите дома му помага, И тоа е трга друго нездрава прашање, исхрана, многу да. вложувавме време во него и труд со правилна исхрана, со мој менторство и моје тренирање и ги постигнавме тие резултати кои успеавме да ги постигнеме. Ме интересира, добро, повелеве и мојата, не си во напирно Ме така, фати, да. така што смееш. Дали, еве сега веќе се занимава со кикбокс, колку што разбрав, второ место на државен надпревар, после тоа заминал и на светско. Да, репрезентираше во Бугарија, се такмичеше во Србија. Одлично. Европски надпревари, сега за месец-два треба и во Србија исто така да идеме на европско и тука веќе има значи многу добри напредоци. Значи, од дете што било, може да се каже, исклучително физички неактивно, Да. вие најдовте спорт во кој што е врвен. Врвен, Како точно. се пронајде тој спорт? Дали имал претходно некоја желба, афинитет кон него или во текот на работата стигнавте до кикбоксот? Он интересна приказна е со тоа што он уште од првата недела не му се вежбаше, но како виде резултати, он едноставно се заљуби во резултатите и свати дека сака да го канализира тој да го искористи во некој спорт, а тоа беше кикбоксот. И сега он си вежба во Магнус, кикбокс, а јас сум му тренер околу нутриција, околу кондиција, нели регулирање и губење на килажа, мускулатура, функционални тренинзи, тоа значи мојот дел и заедно со неговиот тренер што е во Магнус, успеваме да го праќаме на вакви големи надпревари каде што он сега е веќе професионален спортист, што кој би рекол дека од едно само 13 малечко години. детенце, да, он би бил сега професионален спортист. Ги спомена и родителите, предпоставувам дека без таа соработка со нив, вакви успеси се невозможни. Не се возможни. Што значи, дали можеби прво треба родителите да се превоспитаме за да создадеме здрави навики кај децата? Дали Да. прво треба да ги смениме нашите навики? Детето мора да има идола, идолот му е најчесто нели родителот. Кога ќе види дека тој се храни нездраво и он ќе сака по него. И мора малце промена и напор од родителите да променат кај нивните секојдневни животи за децата да им биде нели поубаво утре денте или во иднината кога ќе бидат тинејџери, кога ќе пораснат. Исто така треба децава сигурно дека нема да сакаат да тренираат, но родителот мора да им каже, нели, и тука малце напори да се вложат за утре дента детето да им каже благодарам и да им каже фала затоа што ќе се наврати на тие години кога не било свесно зашто станува збор и ќе разбере зашто тоа што сме го правеле на вистина и ќе види дека резултатите и трудот што го вложил во тој момент ќе му се исплати во иднина. Мате, дали има некои, да речеме, спортски активности, физички активности кои што особено ги препорачуваш за деца од школска возраст? Да. Значи, трчањето е number one според мене, број 1. Сега уште едно детенце ќе пратиме на маратон во октомври. Тоа ќе ни бидат убави резултати што ќе ги постигнеме и се спремаме за тоа. Значи, трчањето никогаш не ни бега и е здраво за развивање сите тие работи што ги наброевме до сега, но воедно и функционалните тренинзи кои се многу битни за координацијата и развитокот на сите деца, затоа што кога ние почнуваме на 8 и 9 години, родителиве одма сакаат да ги запишат на фудбал и тренериве наши ги учат на примање топката со гради и правење ножички и салта, каде што кога ќе дојде на 12-13 години, нема да има координација и колената ќе почнат да им идат лево-десно. Значи ние на младите години, на посебно тие мали возрасти, мора координација и функционалност и моторика да развиеме пред се и понатаму доаѓа и физичкиот дел и физичкиот развој. Колку физичка активност според тебе е задолжителна
за деца од школска возраст? Колку пати дневно, колку пати неделно, односно колку време дневно? Порано се трчало секој ден, надвор сме играле, сме трчале. Сега тоа е малку отстапено, го не е Што толку значи фреквентно. мора наменски да се Мора испланира, наменски, така? да не речеме со сила да се практикува тоа, но 5 пати во неделата, 3, 4, 5, се е подобро него ичи. 3 до 5 пати во неделата, по 1 час на ден до 90 минути, плюс тие физички тренинзи што ги имаат во школа по часот по физичко. Сите тие работи, плюс накнадно да си вежбаат и самите по себе. И предпоставам, особено со оглед на тоа што и така немаме редовни автобуси, што е возможно пешки и до училиште и до другите активности што ги имат. Сега, што е со исхраната? Делумно е разбирливо зошто се јаде таа брза храна, спомена некој од тие производите, затоа што се нема време, така. Родителите се на работа, децата се на училиште, мора нешто за голем одмор, за 10 минути, но како сепак и покрај тоа да се внесе се што треба во текот на денот и поможе да се исфрли она што не треба. Станува збор за моментално задоволство и долготрајно задоволство. Значи, деца нормално дека сакаат да си го кренат допаминот и да бидат се да им биде моментално задоволство. Но ние како повозрастни мораме да им кажеме дека моменталното задоволство не е подобро од долготрајното задоволство, односно резултатите што ќе дојдат со жртва на тие моментални задоволства и човекот во кој ќе се формираат во иднина, нели? Сега тука станува збор, можеме да припремаме оброци од пред време за 2-3 дена, можеме само да елиминираме и да почнеме од здрав доручек, доручекот да не биде здрав, да станеме порано, да им сготвиме, да им направиме јадење, да им спакуваме во школа и да не се плашиме дека ќе бидеме, нели, црната овца во стадото ако носиме оброци во школа. Тоа е сосема здраво. Јас сум носел оброци во школа, никој не ми кажувал ништо. Како некако срамота да се смета. Сега како да е нели, срамота да си здрав, ствари е интересно и убаво. Интересно и убаво, значи да се припремаат оброци, да се негираат тие негативни страни, да ги има што помалку во фрижидерот, затоа што кога ќе отвориме и видиме, окото лаже и ќе земеме да ја изедеме, ако го нема тоа, пак сме гладни, ќе земеме некоја поздрава варијанта, нели? Колку, мате, кога ќе видиш некој дете или кога ќе дојде кај тебе, веднаш знаеш дека во семејството има здрави навики. Колку се разликуваат од оние кои што ги немаат тие здрави навики? Нормално е дека детето секогаш ќе дава отпор на почетокот, дека не им се трча, не им се вежба, сакаат нездраво да се хранат, но пред се кога ќе видам деца ентузијастични и послушни деца и кога ќе видам дека веќе родителите им спремаат оброци, им даваат здрава храна, гледаат уште од почетокот, не ми кажуваат само сакаме физички да вежбаат, туку и да делуваме на исхраната. И кога ќе ми кажат дека ние полека сме почнале веќе, тука знам дека се свесни дека веќе се упатени кон здравите навики и дека воедно имаат и здрава средина дома, каде што не само околу храната и убава средина дома и внимаваат на сите тие работи кога пред време кога ќе ме контактираат. И самото тоа што ќе ме контактираат и се свесни дека им треба помош на децата, професионална помош, дека веќе се на одличен пат. За самиот крај, еве сега за сите оние кои што не гледаат во моментот и на кои што мора и сам да ти кликне, така? Кои што им дошол моментот, како, кога да почнат, дали треба да чекаме до понеделник или како да почнат уште од овој момент? Секој почеток е тежок, така? Секој почеток е тежок, но тоа не значи дека е невозможно. Еве чист пример дадовме кај Сергиј, значи каква одлична животна трансформација. Дали имаше кај него, тоа не збаве да прашам, дали имаше некои кризички? Кризи цело време. И уште до ден денес има. Тоа е сосема нормално. Тоа е најнормалното нешто и не треба да се судиме за тоа. Кризики има секако. Значи тоа човечки. Тоа е човечки. Не сме роботи, луѓе сме. Тоа е оправдано сосема, но битно е да пробаме да се подобриме. Тоа е најбитно, да почнеме од денеска. Кој сака да почне, може да почне од одма, слободно. Никој не ти вика од понеделник или од вторник, може и од среда, и од петок, и од понеделник. Може било кога. Но тој период да не го искористиме сега за пријадување, така? Бурек со месо, па пак да биде бурек со месо и баничка. Така да кој да сака го охрабрувам, нека ме контактира, нека Матеј Марковски сум дали на Инстаграм, дали на Фејсбук, нека ме контактира без разлика за деца, за повозрастни, тинејџери, било како. Тука сме за да помогнеме и да влијаеме со насмевка на нас и со професионална работа и со знаење.
И ти благодарам. И Мате, и ти посакувам што е возможно побргу да ја отвориш салата, Да, за да и јас тоа имаш ме во план. што е возможно повеќе задоволни клиенти. Да, и јас сум, тоа ми е сега прва цел што сакам да ја реализирам и воедно ми е главната цел моментално што Одлично. И навреме ќе ги информираме и нашите ќе ги гледачи информирам. секако. Да.